Следуваат снимки од овогодишната модна ревија на женската секција при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Нашиот снимател беше Раул Дудник. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо ден ќе раздени. Јас сум Вера Стевановска, председателката на женската секција. Ви благодарам многу што дојдовте на ова модна ревија и за вашата поддршка. Голема благодарност до нашата дизајнерка Анисија Нојкова за незините прекрасни креации што ќе ги гледаме денес. Ви искажувам голема благодарност на сите од мојот одбор и на манекенките, волонтерите и донаторите кои помогна за овој ден, масов ден, да биде прекрасен. Го цениме вашето време и труд. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници. И не во ведува во искушение, но избави од лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го јадењето пињето на Твоите чеда и благослови го и умножи го духовното јадење и пиење во овој храм и во целиот Твој свет. Зашто си свети Тебе слава Ти вознесуваме, заедно со Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Јас само накратко сакам да ве подсетам за тоа дека Господ Бог, покрај тоа што ја дарувал жената со надворешната телесната убавина, ја дарувал и со внатрешната убавина. Внатрешната убавина всушност надворешната убавина е одраз на внатрешната убавина. И надворешната убавина има смисла само тогаш кога е во склад и со внатрешната убавина. Па така, дарени од Бога со тие две убавини, чувајте ги и надворешната убавина. Нека овој собир, нека не биде само собир на модата, туку нека биде и собир на љубовта, собир на заедништвото, собир на креативноста. Денес ќе ја проследиме работата на Анисија Нојкова, млада и талентирана дизајнерка,
која уште од средношколските денови го носи модниот дух во себе. Таа го започна своето патување во Норт Торонто Коледжијан институт, каде што учествуваше во сите училишни модни ревии и го покажа својот талент и љубов кон дизајнот. Потоа го продолжи образованието на Ryerson универзитет, денес познат како TMU, каде што го изгради својот препознатлив стил и моден израз. Нејзините креации беа представени и на Италијанскиот филмски фестивал, каде што нејзината работа беше забележена по оригиналност и елеганција. Денес, под темата Македонска жена, Анисија ни раскажува приказна во 3 дела за сезоните, емоциите и уметноста. Welcome to the fashion show Macedonian Woman, a story about a woman who can be gentle and strong, calm and wild, yet always herself. Today we will explore the work of a young and talented designer, Anisia Noikova, who has carried the spirit of fashion with her since high school. She began her journey at North Toronto Collegiate Institute, participating in all fashion events at school and showcasing her talent and passion for design. She then continued her studies at Ryerson University, now known as TMU, where she developed her unique fashion style and voice. Her creations have also been featured at the Italian Film Festival, where her work was recognized for originality and elegance. Today, under the theme Macedonian Woman, she tells a story in 3 acts, a story of seasons, emotions, and art. Чувајте го, ова парче земја, Македонци. Чувајте ја, Македонија. Čujte ja, Makedonci,
Македонско девојче, китка шарена, во градина на брана дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, неке се роди поубаво девојче од Македонче. Нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо боденке раздени. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, неке се роди поубаво девојче од Македонче. Втората колекција под име Тивка ноќ. Следува Тивка ноќ, колекција што ја представува нежната страна на македонската жена. Next up is Silent Night, a collection that reveals the gentle side of the Macedonian woman. Севдо прва росно кокиче, кој сокак поминуваш, кој конак ноќ минуваш. Дал помниш, дал ме сонуваш, дали ме мојо спомнуваш, или љубиш и се даруваш, за име нит за пари прашуваш. Бела трага, бела прашина, бела зима, бела белина, белат пред порта помина, ти на него ли без замина. Јас по тебе фаќам у света, лета осмо, зима девета, 9 песни, бел мој галебе, прати фабер либе по тебе јас. Дојди си, дојди ми, подај рака и не зборувај, душни ме и само одболувај. Дојди си, дојди ми, подај рака и не зборувај, душни ме и само ти. Очи бели, бели земјици, луѓе грешни, случки погрешни, еден свет за многу вистини, многу песни, малку причини, море народ, саде тишини, срце чука, очи копнеа да те видат, да те донесат. Бела чума ичне остава, ниту моли, ниту простува. Ej mome, ej devojče, sevdo prva rosno kokiće. Еден лек само лекува, тој што силно, силно верува. Тргни
Сега ја најавувам третата колекција под име Убав хаос. Убав хаос колекција инспирирана од страста, уметноста и контрастот. Црвената и црната боја се спојуваат во драматична приказна, украсена со пердови и рачно изработени цветови. For the third collection, we have Beautiful Chaos, a collection inspired by passion, art, and contrast. Red and black merge into a dramatic story, adorned with feathers and handcrafted flowers. На крај, завршеток со Белата симфонија, Невестинските пустани.
символ на нов почеток, чистота и надеж. Секоја невеста е приказна само за себе, а овие креации ја раскажуваат приказната на љубовта, софистираноста и вечната женственост. Wow, what a beautiful collection we've seen so far. And now finally, we have the White Symphony, the bridal gowns, a symbol of new beginnings, of purity, and of hope. Each bride is a story in herself, and these creations tell the tales of love, sophistication, and timeless femininity. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилеста. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилеста. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилеста. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Денес ја почувствувавме магијата на македонската жена. Нејзината сила, нејзината нежност и нејзината уникатна убавина. Да ги поздравиме сите модели за жените кои ја доловија самодовербата и грациозноста, за машкиот модел кој донесе рамнотежа и сила, и за невестинските фустани кои ја воодушевија публиката со својата романтика и елеганција. Today, we have felt the magic of the Macedonian woman, her strength, her softness, and her unique beauty. Let's give a warm round of applause to all the models, to all the women who embodied confidence and grace, to the male model who brought balance and strength, and to the bridal gowns which enchanted the audience with their romance and elegance. Ви ја представуваме дизајнерката Анисија Нојкова, талентот и визијата за оваа прекрасна модна приказна. So
ревија Македонска жена, приказна за жената која може да биде и нежна, и силна, и смирена и дива, но секогаш своја. Сетете се, вистинската убавина никогаш не е совршена. Таа е само уникатна. Ви посакувам пријатно попладне и нека во вашиот живот секогаш има малку хаос. Уште еднаш да ви кажам, благодарна сум многу на вашето присуство што дојдовте и на дизајнерката Анисија Нојкова за прекрасните креации.
Bene